Интензивно се адаптира просторот на кој е предвиден да се гради плоштадот Скендербек, лоциран кај истоимениот споменик на влезот на Скопската чаршија. Денеска беше поставен и камен темелникот за плоштадот кој завзема територија на две општини, Чаир и Центар. Денеска го започнуваме маратонот на годината 2012 за да го прославиме најголемиот наш празник, денот на знамето, затоа што знамето и Скендербек ни се два амблеми кои што ни го одржува духот жив 544 години. Овој ден има голем значај, посебно за 100 годишнината на денот на знамето и на независноста пред Скендербек, нашиот национален символ. Нека биде ова година на обединување, на понатамошно обединување, на соработка и освестување и за придобивки на албанците во целиот овој век, но посебно во последното време. Нека биде символ на мирот, на хармонијата, на соработката со нашите соседи и символ на искреноста на нашите европски аспирации на албанците, аспирации за европска интеграција. Предвидено е плоштадот да се гради на површина од 28.000 квадратни метри без нови споменици, со модерна фонтана, премостен преку булеварот Гоце Делчев. Тој ќе се протега до паркот зад Македонската опера и балет, а заедно со старата чаршија и со трговскиот центар Мавровка ќе представува една целина. Паркирањето ќе биде подземно, а постојаната површина кај споменикот на Скендербек ќе се прошири, со што ќе се добие поголема површина. Плоштадот ќе ги помине границите на општината Чаир и ќе навлезе во центар кај јадрото на слободниот простор меѓу МНТ и Филхармонијата. Скендербек ќе се гради во 3 фази кои треба да бидат реализирани најдоцна до 2014 година.